Секој живот е исполнет со моменти кои го дефинираат. Сите наши животи, сите ако се навратиме наназад, ќе се сетиме на некој момент што ни бил пресуден, кој што ни помогнал да бидеме тоа што сме ние денес. Моменти кои во моментот кога се случуваат не знаеме колку се важни, ама понатаму кога ќе погледнеме наназад сваќаме. Тоа се одредници кои го редефинираат правецот на целиот наш живот. И ако погледнеме во образованието, се кријат најголем дел од овие важни моменти. Моментот кога ќе откриеш во кој предмет си најдобар, моментот кога ќе одличиш на кој смер сакаш да се запишеш, моментот кога ќе излезеш прв пат од својот град и ќе се запознаеш со нова средина. Колку порано не се случуваат овие моменти во животот, толку повеќе ние можеме да извлечеме и да добиеме од нив. Но пред да зборуваме за моментите кои можеме да ги креираме, да зборуваме за младите. Во Македонија живеат 460.000 млади луѓе. 1/4 од нашата земја е млада. Кога сите млади би биле не 460.000, само 10 луѓе во првиот половина ред одговорници тука, какви би биле тие статистички? 5 од нив, за жал, размислуваат да си заминат од земјата. Само еден има прочитано весник, но сите 10 имаат Facebook акаунт. 5 од младите средношколци, само 5 во училиштето одржале дебата, презентација или посетиле институција. 5 од нив, ако наставникот сгреши, не би го коригирале. Само 4 биле активни да променат нешто во својата средина. И колку и да загрижува ова, добрата веста, дека тие 4 кои биле активни да променат нешто во својата средина, се двојно помотивирани од сите останати и се желни да направат нешто и веруваат дека ќе успеат. Тие млади имале некои моменти. Ова е нашиот живот и моментот додека сме млади, до 29 години, според нашите документи, и делот кој го поминуваме во формалното образование. Од прилика, околу 16 на години, секој од нас ќе помине во формалниот образовен систем. Некој повеќе, некој помалку, но за сите тоа наше време ќе биде ограничено. Толку се годините. Ние велиме дека младите се прогресивни. Често велиме дека се прогресивни, бидејќи тие се иднината и тоа е логична претпоставка. Но мора да внимаваме, затоа што не е тоа дефолтна состојба. Младите се прогресивни онолку колку што е општеството. Ние сме рефлексија на системот од кој сме израснати. Ако мене некој ми велел цел живот дека гледај си за себе, не се мешај кај што не ти е местото, сега ќути не се конфронтира и не прави глупости, не сум запознала никој поразличен од мене, тогаш јас не почнувам од иста стартно целна линија некоја, јас почнувам 2 метри поназад од сите останати. Треба многу повеќе да стигнам на истото ниво. Така што ние немаме право да бидеме разочарани од младите кога не се се она што ние сакаме да бидат. Ние, младинските работници, професорите, наставниците, педагозите, истражувачите, институциите и оние кои носат одлуки, ние сме тие кои имаме одговорност да им направиме систем кој ќе им овозможи да бидат прогресивни. И тоа е сосема наша одговорност. Сега, малку помалку статистички, малку повеќе хипотетички, што е можно да се случи во животот на еден млад човек? Сосема е можно првата дебата во животов, првата презентација што ќе ја одржи, да биде кога ќе презентира дипломски труд, кога веќе поминале многу години во овој образовен систем. Сосема е можно прв пат кога гласаме тоа да биде на најголемите избори на парламентарни, локални, председателски, на изборите на кои се крои иднината на една држава, наместо да гласаме претходно во некоја прилика да бидеме прашани што мислиме. Сосема е можно првите контакти со институциите да ги имаме дури веќе кога ќе наполниме 18 години. Сосема е можно нашата прва пракса да биде на нашиот прв работен ден, наместо претходно, додека сме збунети и не знаеме од каде да почнеме, тогаш и прв пат да искусуваме што значи работа. Сосема е можно цел живот да не сретнеме никој поразличен од нас. Сосема е можно било кој од нас да биде ова. И не сакаме, затоа што ние сакаме да си овозможиме нешто повеќе. И сега, што е тоа што јас би препорачала дека можеме да го направиме? Кои се тие моменти кои можеме да ги креираме, кои ќе ни помогнат сите овие стрелки да се поместат многу порано во нашиот период, во нашиот момент на образование, во нашиот образовен систем. 5 препораки, како што може веќе да видите, се да им дадеме простор на младите да дебатираат и да презентираат. Второ,
да им дадеме простор да гласаат и да се самоорганизираат. Трето, да ги поврзаме со институциите. Четврто, да обезбедиме пракса. И петто, простор за соживот и соработка. Зошто дебата, ќе прашате? 5 од 10 млади кажавме дека не дебатирале никогаш во училиште и не одржале презентација. Тоа значи дека пола од младите наполниле 18 години, излегле од таа графата која ја гледавме и го поминале целиот свој живот без да дискутираат или да презентираат нешто. И тоа за мене е многу страшно. И тоа е нешто што дефинитивно мора да го менуваме. Зошто? Зошто дискусија? Кога дискутираме сме поотворени, похрабри да кажеме што мислиме, посклони да се го користиме правото на говор, слободата на говор која имаме во оваа држава. Кога дебатираме, сме подготвени да се спротиставиме со нашите мислења, но и да ги прифатиме спротивните како еднакво важни на нашите. Да пристапиме на секоја теза критички и објективно да ги градиме нашите ставови. Да можеме да ги решаваме проблемите без конфликт, туку конструктивно. Дебатата ни помага да не го повишуваме тонот, туку да ги подобриме нашите аргументи. Ни помага критички и објективно да пристапиме кон прашањата околу нас. И затоа, колку порано почнеме да дискутираме, толку покритички и потолерантно ќе размислуваме. Зошто гласање и самоорганизирање? Средношколските заедници се еден начин учениците да искусат што е самоорганизирање. Ние, сите нас, треба да направиме се што можеме да спречиме првиот пат кога некој ќе гласа тоа да биде на 18 години. Односно, да им дадеме 1001 прилика да гласаат за нешто пред тоа. Да гласаат уште во основните училишта, но дефинитивно во средните училишта, средношколските заедници се еден канал за тоа. Сами да си ги бираат своите председатели, наместо наставниците да кажуваат кои ученици се најталентирани. Да присуствуваат на органите на управување во училиштата, да ја смениме сликата каде моментално родителите имаат поголема улога во управувањето на училиштата, отколку самите ученици. Да бидат дел и присутни барем од расправите на органите внатре во училиштето. Колку порано им дадеме право на глас, толку поодговорни граѓани ќе бидеме. Колку повеќе можности им дадеме на учениците да се самоорганизираат и да работат нешто, толку повеќе доверба ќе имаат. Прва средба со институции. Да не дозволиме да бидеме обесхрабрени или без доверба кон институциите, да правиме студиски посети, да ги каниме институциите во училниците. Колку порано се запознаеме со нив, толку подобро ќе го разбереме системот и општеството во кое живееме. Првата пракса. Уште во средните училишта да веќе креираме. Статистиката вели дека иако праксата е задолжителна, само 1 од 4 студенти вистински оди на пракса. Ова е нешто што мора да го подобриме. Колку порано прв пат работиме практично во животот, толку подобро ги знаеме собствените вештини. И прва средба со различностите. Живееме во едно богато диверзитетно општество, но колку порано ги видиме разликите, толку порано ќе почнеме да живееме заедно. Имаме ученици кои никогаш не дискутирале со соученичка од друга етничка заедница, кои никогаш не работеле на проект со соученик со попреченост. Уште од градинките можеме овој свет заеднички да го создаваме. Се да поместиме. Зошто да не биде првата средба со различностите уште во предшколско? Зошто првите средби со институциите да не бидат во основно образование и дебатите веднаш да ги правиме уште тогаш? Да гласаме барем во средно училиште, првата пракса да искусиме пред да се упишеме на факултет. Ова е нешто што ние сме правеле и ова е веројатно мојата приказна. Моите први моменти беа кога имав 15 години. Влезе еден дечко на предавање историја и рече: кој сака дебата, се чекаме пред фонтана во 12. И отидов и ми се смени целиот живот. Почнав да јам на дебата, почнав да дискутирам за прашања од бенигни, какви униформи сакаме, до светските политички конфликти. Прв пат отидов во Прилеп, во Тетово, не да се сликам со споменици на екскурзија, туку да седам со учениците и да пиеме кафе во нивните кафичи и да се збориме кој како живее. Имаше и некои дебатери кои тука презентираа денеска и бев многу горда што ги видов овде. Прв пат почнавме да зборуваме за се, прв пат се организиравме и направивме дебата за матурата и дали ќе ја имаме или не во нашите училишта и ги поканивме институциите. Прв пат почнав да правам нешто сама кога јас предавав на моите ученици по дебата. Прв пат почнав да идам во школа во сабота зашто сакам, не зашто морам. Сега сум директорка на таа организација и утре некој друг ќе биде. Некој друг дебатер или дебатерка или учиме право или медија арт или било кој друг млад ученик кој што можеби има различна приказна, ама едно е исто. Имал момент или имала момент кој го дефинирала. Тоа се нашите дебатни турнири и клубови кои ги правиме во секој град каде што можеме во повеќе проекти и даваме простор младите да дискутираат меѓу себе и да критички размислуваат и работат заедно.
Во поглед на што правиме за да поттикнеме организирање, моментално имаме иницијатива кон институциите, средношколците да добијат право на учество во органите, но им помагаме кога самите нешто сакаат да направат. Овие ученици решаваат дека нема доволно култура во градот и самите си прават представи. Оние таму прават изложби. Едни други во Струга најголемиот зид го пребришаа одговор на омраза и нацртаа прекрасни мурали и улична галерија. Други ги заживуваат градските кина во Велес и во Тетово. Третија направија првата еко-кукичка во Кичево. Навистина, кога ќе дадеме простор, учениците ќе се самоорганизираат и сами ќе ги најдат решенијата за се. Треба да ги знаат своите права и да ги доближиме до институциите. Ние преку Учиме право, програмата се обидуваме секое полугодие барем да одат учениците во судовите, во канцеларијата на Народниот правобранител и други институции каде можеме. Другата слика е од пред 2 недели. Учениците, 20 ученици, сами направија цела симулација на судење. Прва симулација од областа на дискриминација во образованието врз основа на попреченост. Тие самите беа судии, беа адвокати, беа обвинители, беа сведоци, беа се. И расправата беше 2 работи. Прво да видиме колку е важна темата и второ колку добро младите луѓе можат да се најдат во тие ситуации. Да обезбедиме пракса, обуки за меки вештини и едната фотографија. Од нив заклучивме дека барем 1/3 која ќе ги посети овие обуки наоѓа работа во првите 6 месеци од како ќе поминат. Да дадеме простор самите да творат и да креираат, да соработуваат и да се запознаат меѓу себе, да учествуваат заедно во сопствени настани и иницијативи. Ова е нашиот тим и ние дел од нашиот тим. Ние сме стотици волонтери, активисти, стафери и се викаме себе си заедница, не толку организација. Се чувствуваме заедница затоа што ние сме добиле многу од генерациите кои биле пред нас и ние се трудиме да вратиме нешто на генерациите кои ќе наследат. Ние да креираме моменти за нив. И без да звучам воопшто претенциозно, аз знам дека оваа просторија е полна со луѓе кои креираат моменти. Но сепак сакам уште еднаш да ве замолам и да ве запрашам да размислите. Знаеме дека сите можеме да направиме нешто и дека секоја генерација има ограничено време во системот. Во тој момент, во овој момент, тоа нивно време истекува. И ние се што ќе направиме треба да направиме многу брзо. Ве замолувам да размислите, затоа што колку покасно го добијат својот момент, толку помалку ефект ќе има истиот. Затоа, кога зборуваме за дебатата, за знаењето на сопствените права, за соработката со институциите, за гласањето, за соживотот, за праксата, ве замолувам, запрашајте се, ние сите заедно, колективно, барем во овој мал краток момент, што може да направиме за првите важни моменти младите да направат нешто ново, да ги добијат што порано. Благодарам.